Христос воскресе за многу години Велик ден. Добар ден започнуваат вестите на Канал 8. Во тек се градежните работи за поставување на нова водоводна инсталација на крак од улицата Стамен Манов во Кочани, пошто ќе следува неизино асфалтирање. Од општина Кочани најавуваат дека наскоро активности за изградба и асфалтирање ќе има на уште 6 улици во градот, а ќе се асфалтира и по една улица во селските населби. Општина Кочани започна да ги реализира најавените активности за асфалтирање на два крака од улицата Стамен Манов во Ромското мало. Во меѓувреме, екипи на комуналното предпријатие Водовод ги приведуваат кон крај градежните работи околу поставувањето нова водоводна инсталација. Ова е еден од предусловите што ќе овозможи целосно комплетирање на сообраќајницата, односно таа да се асфалтира. КП Водовод Кочани прави реконструкција во делот на водоводната мрежа, особено на делот на приклучиците до самите корисници, се со цел за да добиеме и да испорачаме што е можно поквалитетна услуга на самите домакинства овде кои што живеат во овој потек. Ова е едениот крак од улица Стамен Манов, исто така продолжуваме и на дел 2, крак 2 од истата улица, пошто ќе следува и асфалтирање на истата. Со програмата за изградба и одржување на општинските патишта и улици за 2018 година беа предвидени 29 милиони и 700 илјади денари. Дел од средствата, конкретно за улицата Стамен Манов, се обезбедени преку програмата за декада на ромите. Моментално се наоѓаме на едниот крак кој е со должина од 185 метри и ширина од 4 метри, така што вредноста на оваа инвестиција е околу милион денара, милиони 4.000 денара. А другиот крак е исто така крак од улица Стамен Манов со должина од 135 метри. Вредноста на таа инвестиција е 975.000 денари. Со само тоа на граѓаните на овие две улици ќе се овозможи подобар пристап до самите улици, инаку средства се обезбедени од декадата на ромите. Од општината истакнуваат дека е направена заштеда на средствата, односно постигнати се пониски цени по реализираните јавни набавки за асфалтирање на улиците Вера Которка, Карпошово во Стание, Асном, Скопска, Петар Синадинов и 555 во Прокрка, како и Стамен Манов во Ромското мало. Според градоначалникот Илиев, поевтината изградба на овие сообраќајници ќе овозможи остатокот од средствата да се наменат за други улици. Ние успеавме во јавните набавки да заштедиме околу 6 милиона денари средства кои веднаш денеска на координација се надеваме до крајот на неделата на седница на Советот тие истите средства ќе бидат пренаменети и веќе јасно се договоривме дека ќе изградиме уште една улица во индустријската зона, значи нова проектирана улица која е во должина од нешто повеќе од 200 метри, исто така уште една улица ќе работиме во Усово чешма и дел од средствата, односно точно 1 милион денари ќе издвоиме за изведба, односно за проектирање на нови улици. На вистина на нас ни се потребни проекти кои ќе чекат на средства и мислам дека тоа е една правилна одлука, бидејќи во колку и има средства, немаме проекти, тогаш нема да можеме да ги реализираме. Нашата е намера се што имаме улица да ја проектираме, да имаме готов проект и понатаму да бараме средства за решавање на истите проблеми. Градоначалникот Илиев додаде дека во престојниот период ќе се асфалтираат улици и во селата Горни и Долни Подлог, во Прибачево, Градовци, крак на улицата Маршал Тито во Мојанци и во Тракање, а ќе се работи и на пробивање и тампонирање на улици како подготовка за асфалтирање. Имајќи ги предвид состојбите со повеќе неодамна асфалтирани улици и потребите од поправки, тој истакна дека посебно внимание ќе се бара и од надзорот на градежните работи. Распишана е тендерската постапка за втората фаза од изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани. Од јавното предпријатие за државни патишта велат дека се надминати проблемите што се појавиле, па по завршувањето на процедурата во наредниот период ќе започнати конкретни активности на терен. Наскоро треба да започне втората фаза од реализацијата на новиот експресен патен правец од Штип до Кочани, поточно делницата од Крупиште до Кочани. Планираните термини за изградба, односно за негово завршување, се пролонгирани и поради субјективни, но и поради објективни причини. Во моментот, првата фаза од клучката кај селото Три Чешми се одвива со планираниот интензитет, иако од јавното предпријатие за државни патишта велат дека се соочиле со неочекувани проблеми.
испуштени работи околу геомеханичките испитувања. Имате вкрстување со гасоводот, имате вкрстување со асфалтната база на Синохидро која пред тоа постоела. Но да не се жалиме само, преминавме на конкретно решавање на проблемите и најголемиот успех пред тоа прво се направи во експроприацијата. Бидејќи знаете додека не се заврши експроприацијата, не требате ни да почнете малтене, но сега веќе сме стигнати во завршна фаза, над 95% е завршена и тој дел е надминат. Втор проблем е изместување на далеководи, кои што не знам од кои причини некој не ги предвидел, не ги видел. Еве и тоа го правиме интензивно и правиме на повеќе начини, напори како сето тоа да се надмини и да се продолжи. Поубавата работа од овој пат е што овој пат, така како што е трасиран со своји некои 11,5 метри на ниво на експресен пат, ќе биде исто така, за разлика од другите експресни патишта, и со заштитна ограда и нема попат да има, како да кажам, толку многу приклучоци и клучки каде што ќе може безбедноста да биде загрозена на учесниците во сообраќајот. Според директорот на јавното предпријатие за државни патишта, изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани ќе обезбеди во иднина тој да биде една од лентите на планираниот автопат. А зашто со експроприацијата на земјиштето е планирано да се обезбеди простор за уште една автопатска лента. Изградбата на комплетно автопатско решение, според министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, сепак ќе зависи од потребите во иднина, односно доколку дојде до зголемување на интензитетот на сообраќај. Тој потенцираше дека вниманието и понатаму останува за решавање на патната инфраструктура во источниот регион. Во наредните години и од овој период и натаму се предвидени над 300 милиони евра кои што треба да бидат инвестирани во автопатишта, експресни патишта и реконструкција на патиштата. Знаете дека во моментов покрај овој патен правец, овој експресен правец, се работи интензивно на автопатот Миладиновци-Штип. Реализацијата од ден на ден се повеќе се покачува, така да согласно анекс договорот кој што го имаме подпишано со кинеската компанија, очекуваме до крајот на септември да биде таа делница завршена. Како што спомнав, во делот на источниот регион исто така, од овој месец планираме да отпочне изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш. Како што кажав, имаме тука исто одредени проблеми кои што се надминати. Овој патен правец Штип-Кочани исто така експресен пат, планирана е реконструкција на делницата Кочани-Виница. Исто така паралелно се работи на регионалниот пат Штип-Радовиш, така да станува збор за сериозна работа од страна и на Министерството за транспорт и врски пред се на јавното предпријатие за државни патишта. Новиот експресен пат од Штип до Кочани е со должина околу 28 км, а во моментот се гради делницата од 14 км до селото Крупиште, за што се инвестираат околу 20 милиони евра. Втората фаза од патот до Кочани пак ќе чини уште толку, а конкретни градежни активности се очекуваат до крајот на оваа година. Православните верници го слават третиот ден од Христовото воскресение Великден. Се поздравуваат со поздравот Христос воскресе, навистина воскресе. Во православниот храм Свети Великомачени Ѓорѓе во Кочани, со литургија и читање часови и евангелија, беше одбележан најголемиот христијански празник. И годинава од Ерусалим беше донесен благодатниот оган. Христос воскресе, навистина воскресе е поздравот со кој православните верници се поздравуваат неделата по Великден, која што во христијанството се нарекува и Светла седмица и е веднаш по објавувањето на Христовото воскресение. Со читање часови со литургија на претходно осветени дарови, со Света Василева литургија, читање на страстни евангелија, изнесување на свето распетие, изнесување на света плаштаница и на Велика сабота, вечерна со Света Василева литургија, полунокница со бијање на камбаните, во Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорѓи беше одбележано воскресението Христово Великден. И оваа година голем број верници присуствуваа на литургиите, што по повод Великден се одржаа во Кочанскиот храм. Во понеделникот на вторден Великден исто така беше отслужена утрена со света архиерејска литургија, на која чинонатрствуваше митрополитот Брегалнички Иларион. И на трет ден Великден утрена и света Златоустова литургија.
На 13 април, петокот по Великден, се празнува Источен петок Балаклија и во Кочанскиот храм ќе биде отслужена утрена со света златоустова литургија, по која ќе се изврши водосвет, информираат од храмот. Исто така, од одборот на манастирот Добра вода кај Оризари информираат дека на Источен петок Балаклија во овој манастир и годинава ќе се организира црковно-народен собир, на кој се очекува голем број посетители и верници, а од каде што ги покануваат сите граѓани да дојдат на заедничко чествување на празникот. Инаку и годинава на Великден во храмот посветен на светиот великомачени Ѓорги беше донесен благодатниот оган. Имаше и голем број верници кои што останаа до крај на светата литургија во саботата спроти Великден и се причестија со благослов од својот духовник. Ајде да си речеме уште една е насловот на театарската представа што беше одиграна пред виничката публика. Истата е проект на хуманитарната група Реинкарнација, а собраните средства од влезницата ќе бидат наменети за помош на нивен сограѓанин. Кристијан Евтимов, Лила Давчева, Мартин Милевски, Матеја Стојкова, Надица Спасовска, Сара Јованова, Стефан Лазаров, Викторија Здравкова, Давид Илиев, Изабела Спасевска, Филип Лазаров, Бојан Спасевски се актерите аматери кои на виничката сцена ја вратија представата Ајде да си речеме уште една. Представа која дава слика за патриархалниот селски живот на публиката и нуди несекојдневна забава и уживање. Изобилува со многу комични елементи, со многу стари народни песни кои учениците ги изведоа во живо. Актерите под менторство на волонтерот на Црвен крст Маја Спасова покрај актерската улога комплетно ја презедоа одговорноста и за сите останати улоги: сценографија, костимографија, музика, режија, така што со 3-неделна подготовка успешно се представија пред домашната публика. Во традиционалниот проект на хумани вредности Црвен крст кој што се одржува секоја година, оваа година нашата група по насловена Реинкарнација одлучи да ја спреми представата Ајде да си речеме уште една, која што црпи мотиви од народното творештво, и пред се сакам да се заблагодарам на мојот ментор Маја Спасова и на дисеминаторот Михал Монасиев и на членовите од мојата група. Пред се да си речеме уште една е правена и претходно, сега ќе правиме понова верзија, а представата сами ја спремавме, значи сами си бевме режисери. Средствата кои ќе бидат соберени од представата ќе бидат наменени за наш сограѓанин кој боледува од болест на мозокот. Всушност, оваа представа беше одиграна и како проект на хуманитарната група Реинкарнација во рамките на Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, чиј дисеминатор е Михаил Манасиев. Собраните средства од овој проект волонтерите ќе ги пренаменат за лекување на нивен сограѓанин. Инаку за автентичниот изглед на актерите во фолклорни носии се погрежи фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, а во зависност од интересот на публиката, представата ќе биде прикажана повеќе пати. Локалната самоуправа на Кочани годинава ќе ја стипендира тенисерката Даниела Колева по објавениот конкурс за подршка на млад спортист Спортска надеж. Целта на стипендијата е да се помогне во понатамошната спортска кариера за оние кои ја представуваат општината и на државно и на меѓународно ниво. Даниела Колева, членка на тенискиот клуб Акватен од Кочани, ја доби стипендијата за спортист Спортска надеж на општина Кочани. Финансиската подршка ја добива за учеството и остварените спортски резултати на националните и меѓународни спортски надпревари во 2017 година. Лани, Колева се надпреваруваше на сите турнири организирани од Македонската тениска федерација во категориите од 16 и 18 години, како и за сениорки, а на завршните ранг листи на федерацијата е меѓу првите 10 во сите категории. Таа успешно го представуваше тенискиот клуб Акватен и на 5 меѓународни ITF турнири за јуниорки до 18 години, а на 2 од нив оствари победи во првиот круг. Стипендијата во износ од 3000 денари ќе се доделува во текот на 6 месеци, почнувајќи од април до септември годинава. Парите за стипендијата за спортист Спортска надеж се обезбедени од буџетот на општина Кочани. 28.100 денари собраа младите хумани лица од Кочани кои што организираа хуманитарна великденска акција за помош на Андреј Стојанов, кој што боледува од церебрална парализа. Средствата му се потребни за лекување во Русија, па затоа нема да се застане тука и за Стојанов ќе бидат организирани уште многу вакви акции.
Близу 500 евра или поточно 28.100 денари се собрани од хуманитарната великденска акција што млади лица од Кочани ја организираа деновиве за помош на Андреј Стојанов. За таа цел беа изработиле великденски украси и јајца и ги продаваа на штандови кои што беа поставени на повеќе локации во градот. Целта беше собирање финансиски средства за лекување на Андреј Стојанов во Русија, кој што боледува од церебрална парализа, а лекувањето треба да му помогне во здравието и да му го подобри квалитетот на живот. Освен великденски украси и јајца, младинците продаваа и великденски честитки, за кои што и немаа одредена цена, туку оставаа на самите граѓани да донираат кој колку може и заеднички да му помогнат на Стојанов. Инаку, за време на великденските празнувања, дел од својот промет за помош на Андреј донираа и пицериите и кафе-баровите, лоцирани во трговскиот центар. Штандовите беа поставени во саботата во текот на целиот ден, како и во вечерните часови непосредно пред празнувањето на најголемиот христијански празник Воскресението Христово. Инаку собраните средства се само мал дел од потребните пари за Стојанов, кои што му се неопходни за лекување во Русија. Станува збор за клиника која што за лекување на лица со церебрална парализа бара почетни 22.000 евра, а во понатамошното лекување ќе му бидат потребни уште средства, така што на Андреј му се потребни хуманите граѓани да му помогнат да ги собере парите и да замине на лекување во Русија, од каде што му ветуваат подобрување на здравието и поквалитетен живот. Продолжуваме со тема култура. В четврток во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде отворена изложбата Ченто биографија низ фотографии, чиј автор е Рубин Чобелчевски. Настанот е дел од активностите за одбележување на значајниот јубилеј 50 години постоење на националната установа. Со представување на роднокрајни автори и со други активности, Центарот за култура Бели Мугри го одбележува големиот јубилеј, половина век постоење. По повод одбележување на 50 годишнината од основањето на институцијата, книжевно-издавачката дејност при установата подготви проект под наслов Поезијата, повод и причина. Истиот се одвива етапно во текот на целата година, кога ќе бидат представувани роднокрајни автори. Освен тие активности, оваа установа својот јубилеј го одбележува и со други настани, ликовни изложби, промоции на книги, активности од ликовната, литературната и музичката дејност, настани од областа на театарот. Следна активност која што ја најавуваат од Центарот, а исто по повод јубилејот 50 години постоење на националната установа Центар за култура Бели Мугри Кочани, е отворање на изложбата Ченто биографија низ фотографии, чиј автор е Рубин Чобелчевски. Истата ќе биде отворена во четврток 12 април во салонот Фоаје 2 со почеток од 12 часот. Одбележувањето на значајниот јубилеј на установата ќе продолжи во текот на целата година, а за сите информации поврзани со настаните и активностите на националната установа, граѓаните може да се информираат на Facebook и веб страницата на Центарот за култура. Следуваат информациите од спортот. Без бодови остана фудбалските екипи од Кочани кои се напреваруваат во втората лига за мажи и во првата лига во женска конкуренција. Осогово доживеа пораз на гостувањето во Велес против Борец, а девојчињата на женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен загубија од Атлетико од Битола. Со празни раци и со наведнати глави се вратија фудбалерите на Осогово од гостувањето во Велес против фаворизираниот Борец во рамки на 19-тото коло од првенството во втората фудбалска лига. Најавите дека нашиот тим може да направи изненадување не се остварија, па на крајот од надпреварот велешани славеа минимална победа од 1:0. Единствена утеха за гостите од Кочани може да биде добрата и цврста одбрана што ја прикажале, како и неколкуте посериозни обиди да се загрози мрежата на домакините, кои и не покажале кој знае каква борбеност. Потврда за тоа е што единствениот гол е постигнат на 2 минути пред крајот на надпреварот, што значи дека малку недостасувало жолто-сините да се вратат во Кочани со 1 бод. Сепак, многу поважно од овој пораз е што сега кочанскиот второлигаш мора да размислува за престојниот надпревар, што ќе го игра на домашен терен.
Со оглед што започна третиот круг од надпреварите во првенството, според распоредот на Никола Мантов треба да гостува Штипска Брегалница. Неодамнешното реми со Штипјани во Кочани треба да биде порака за внимателен пристап во играта, но истовремено и шанса да се постигне поволен резултат, што за Осогово ќе значи спас од испаѓање од второлигашкото друштво. Слично како и фудбалерите на Осогово, и фудбалерките на ЖФК Кочани не се прославија во ова коло, со оглед што загубија на домашен терен од Атлетико од Битола. Поразот од 3:5 може би не е најдобар приказ за она што се случуваше на теренот, иако битолчанки во текот на целиот надпревар ја имаа иницијативата. Сепак, епилогот од надпреварот можеше и да се предвиди, особено што второто полувреме заврши со водство на гостинките од 1:3. Во вториот дел пак, ЖФК Кочани за момент успеа да направи своевиден пресврат, особено по изедначувањето на 3:3 со двата погодока на Ѓоргиева. И кога се очекуваше дека бодовите нема да отпатуваат за Битола, концентрацијата на домашните фудбалерки попушти и тие дозволија за само 5 минути до крајот на средбата Атлетико да постигне 2 гола и да ги освои 3 бода. Во следното 15-то коло, нашиот женски фудбалски праволигаш ќе гостува во Каменица против последно пласираниот тим на САСА. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.